Во Прилеп и Кавадарци да се отворат избирачки места за престојните избори кои на 2 април треба да се одржат во Бугарија, му предложил на бугарското МНР бугарскиот конзул во Битола. Според известувачот на БГНЕС, работната група избори при Министерството и предлага на Централната изборна комисија за изборите на 2 април да не се отвораат гласачките места во одморалиштата во Грција и Турција, бидејќи не се очекувало таму да има бугарски гласачи на денот на гласањето. Наместо тоа, се предлага да има секции во Република Македонија, поточно во градовите Прилеп и Кавадарци. Дали е ова уште една во низата бугарски провокации, ако се знае дека, например, во Прилеп има регистрирано само едно бугарско здружение, кое брои едва и неколку членови и кое за своето 9-месечно постоење не бележи никаква посериозна активност. Негов председател е прилепчанецот Зоран Мрсески, кој своето здружение на бугарите, ЮГ, во Централниот регистар го регистрирал лани во мај, со седиште на улицата Максим Горки, број 126, каде живеат неговите родители, но не и тој самиот. Кон крајот на минатата година, во разговор за Алфа, тој ни откри дека бил прилепчанец кој себе си се чувствува како бугарин од Македонија. И бидејќи во Прилеп имало многу бугари, а кои поради своји лични причини и мислења не го искажувале својот став за етничката припадност, одлучил Сдруженијето на бугарите ЮГ да го регистрира во Прилеп. Целта била не ова здружение да прерасне во клуб, туку институционално да се бори против дискриминацијата на малцинствата во Македонија, ни рече во декември новоосвестениот бугарин Зоран Мрсески, според кого бугарите во Македонија биле систематски дискриминирани, односно дека против нив се водела војна. Видете, јас сум македонски бугарин, значи. По потекло сум бугарин, сум пораснал во Македонија и планирам да живеам во Македонија. Сите знаеме, значи, што се случи во Битола, сите знаеме што се случи во Охрид и вие како новинари не го осудивте тој чин. Видете, насилството мора да се осуди. Од било која етничка заедница да се онесува и да се прави насилство. Во тој случај, значи, се води, како едноречено, војна према бугарите. Инаку, според резултатите од последните избори во Бугарија, одржани лани во октомври, во Македонија гласале 461 гласач кои себе се чувствуваат како бугари. Од нив во Кавадарци гласале 68, а додека во Прилеп само 33 гласачи. На последниот попис, кај нас пак, нешто над 3000 лица се декларирале како бугари, а додека бугарските власти тврдат дека тие се над 100.000.